Благодарам. Председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, почитувани македонски земјоделци, денес на дневен ред е интерпелација на министерот за земјоделие. Ја одбравме темата земјоделство затоа што таа е област што директно ја чувствува секое семејство, секоја општина, секое село во државата и затоа што земјоделството не е само економска гранка, бидејќи тоа е храна на нашите трпези, тоа е живот во македонското село, тоа е екзистенција на десетици илјади семејства. И да бидам искрен, кога биравме интерпелација за кој министер да пуштиме во процедура во собранието, конкуренцијата беше не голема, туку огромна, бидејќи ако се гледа кој министер е понеспособен од понеспособниот, тогаш стварно конкуренцијата е голема. Така да вие, господине министер, сте избрани во првите, ама немој да се секирате, ова наша активност ќе продолжи во следниот период. Прво со најнеспособните кои што ги водат министерствата во историјата на нашата држава. Кога зборувам за темата земјоделие, отворив на сајтот на Министерството за земјоделство, ги видов сите министри кои што биле министри во периодот од 91 навака, од првиот министер Иван Ангелов од 91 5 септември, уствари 20 март до 5 септември 92. И кога ги спомнувам министрите, чувствувам обврска да се извинам на еден човек, а тоа е министерот за земјоделие Михаил Цветков, кој што бил министер од 2014 до 2017 година. Да се извинам затоа што во говори овде во собранието сум го прогласувал за најнеспособен и дека ќе биде најнеспособен министер во историјата на Македонија за земјоделство, ама еве за негова среќа, за жал на државата, таа титула изгуби. Денес најнеспособен министер и најверојатно во историјата на Македонија ќе биде актуелниот министер Цветан Трипуновски, се извинам. Зошто ова го зборувам, почитувани колеги? Затоа што во изминатиот период слушавме големи зборови за нов почеток, за грижа за земјоделците, за историски мерки, за рекордни програми и така натака. Но земјоделците не живеа ниту од нашите говори како пратеници, ниту од говорите на министрите, ниту на премиерот, ниту на политичарите, ниту на никој друг. Тие живеат од продадениот род, од навремено исплатени субвенции, од сигурен откуп, од стабилни услови за производство, а таму резултатите изостануваат. Денес слушаме цел ден изговори, да бидам искрен, мора да кажам нешто што не беше кажано, а се случало во претходен период како изговор, дека за ова што се случува во земјоделието, Бранко е крив, да го кажам јас, почитувани земјоделци, ова што ви се случува во земјоделството и ова што го живеете денес, Бранко е крив, една изјава постоеше, да ја кажам, бидејќи никој друг не ја кажа до сега. Иако реалноста сосема друга. Значи, не да помина медениот месец, тој помина одавна. 2 години сте министер, пола мандат ви помина како министер и веќе го потрошите секој можен кредит на трпење кај овој народ и кај секој земјоделец. Најголемиот проблем на оваа владина коалиција не е само неспособноста да решава проблеми, туку најголемиот проблем е што не ја признава реалноста. Секојаш некој друг е виновен и секојаш некој претходно оставил проблеми. Но граѓаните не гласаа за изговори, гласаа за резултати, а резултати денес нема. Ситуацијата на терен воопшто не е подобра, туку напротив, таа е многу полоша. На секое поле каде што чепнавте, направивте пустоши. Додека владата зборува за успеси, земјоделците протестираат. Додека владата зборува за стратегии, селата се празнат. Додека владата зборува за развој, производителите се борат да преживеат. Наместо решение, вие нудите скап, однапред изрежиран партиски маркетинг со наслов. Гледам, му дадовте гласот што го слушаме, но, господине министер, за да го слушнете на македонскиот земјоделец, не ви треба ниту маркетинг агенција, ниту пиар тимови, доволно е да појдете на нива, да поразговарате, доволно да отворите интернет, социјални мрежи, да видите што пишате денес. Сдруженијата од Росоман, Пелагонија, Тиквешија, плачат луѓето од очи. Денес имаме владин виртуелен пиар наспроти сурова реалност. Ако се суди според пресконференциите на владата, Македонија е
земјоделска веле сила. А ако се суди според пиар објавите, земјоделците никогаш не живееле подобро, но, почитувани земјоделци, најверојатно уште вие не сте свесни дека живеете и среќно, односно не ја чувствувате сопствената среќа. За жал, реалноста не се обработува со соопштенија, ниту пак нивите раѓаат од Facebook објави. Реалноста е поинак. Земјоделците се незадоволни затоа што цените на репроматеријалите се високи. Ѓубривата, заштитните средства, семенскиот материјал, механизацијата се е поскапа. Земјоделците се незадоволни затоа што субвенциите доцнати или не се исплаќаа навреме. Земјоделците се незадоволни затоа што кога ќе дојде време да го продадат производот, ги чекаат ниски откупни цени кои не ги покриваат ниту производствените трошоци. Земјоделците скапо произведуваат, ефтино продаваат, а државата доцни со поддршката. Но не се незадоволни само земјоделците. Незадоволни се и граѓаните, затоа што секој ден одат на пазар, гледаат колку чина доматите, пиперките, компирот, сирењето, месото и овошето. И се прашуваат како е можно земјоделецот да продава ефтино, а тие да купуваат скапо. Тоа е вистинското прашање и тоа е вистинскиот резултат од вашите политики. Незадоволни се тие што произведуваат, незадоволни се тие што купуваат, единствено задоволни остануваат оние што секојдневно си честитаат самите на себе на пресконференција. И тука доаѓаме до суштината. Можете да потрошите илјадници евра на пиар кампањи, можете да снимате видеа со дронови по ниви, можете да организирате свечени настани, трибини и медиумски настапи, можете секоја недела да прогласувате историски успеси, но има еден проблем. Кога земјоделецот ќе отвори сметката и нема пари од субвенции, пиар кампања завршува во истата минута. Кога земјоделецот ќе купува ѓубриво по повисока цена, пиар кампања не помага. Кога ќе го продава производот под производна цена, пиар кампања не помага. Кога граѓанинот ќе застане пред тезга на пазар и ќе ги види цените, ниту најскапата пиар агенција може да ги убеди дека живее поевтино. Инфлацијата не ја победила соопштение никогаш. Празниот паричник не го полни пресконференција, незадоволството не се брише со фотографирање меѓу нивите. Затоа, почитуван министер, проблемот не е што народот не ја разбрал вашата работа. Проблемот е што народот секој ден ја чувствува. Ја чувствува во земјоделската аптека, ја чувствува на нивата, ја чувствува на пазарот, ја чувствува во сопствениот паричник, а тоа е најискрената оценка што може да ја добие една влада. И колку и да се трудите да покриете со нови кампањи, нови слогани, нови ветувања, вистината останува иста. Кога и земјоделецот и потрошувачот се незадоволни во исто време, тогаш проблемот не е во нив, тогаш проблемот е во политиките што ги води оваа влада. Се поставува прашањето дали има пари или нема. Очигледно овде во оваа наша држава што ја води оваа власт, пари има само за функционерите и за министрите, нивниот комфор, се што е поврзано со нивната фотелја и привилегија. Но кога ќе дојде ред на земјоделецот, тогаш одедна слушаме дека буџетот е ограничен, дека постојат процедури, дека треба трпение, дека треба да се почека. За министрите има удобност, за земјоделците има неспособност, како што за министрите има и службени возила и кабинети и патување и привилегии, за земјоделците има долгови, високи цени на репроматеријали, неизвесен откуп и борба за опстанок. Почитувани пратеници, сакав да побарам, како и сите пред мене колеги, што побара оставка од министерот, не заради нешто друго, туку за да не бидете вие во незавина ситуација преносењето на одлуката за гласање за оваа интерпелација, затоа што искрено знам дека тоа што го зборуваме цел ден го мислите и вие. Но очигледно дека таква желба ниту постои, ниту ќе постои кај овој министер, туку ќе направи се за да остане на оваа функција. Затоа ве повикувам сите да ја поддржите оваа интерпелација, не заради политички поени на опозицијата или не заради политички поени на опозицијата ако остане на оваа функција. Бидејќи останувањето на овој министер на оваа функција е само лошо за оваа власт, а добро за опозицијата. Ве повикувам за добро на државата, на граѓаните и секако на македонските земјоделци. Благодарам.